Ženite se prinudeni da bi razpovešli od našega. Za vas našega povratiti samo što je pomoći. Može bi vi upotrebovati isto koliko veštine da me ne odvojite. Koliko nije za da me odbijeme, no ki mora da priznajete pustego. Ta veština vekenerije je potrebna. Vijek se predavati na ljubav tako puno bez kraja. Vam je zajedno koliko tako kraja, to nije. Vijek imate cipadu, brate. Možete da ne otkačite pozitivite, ako ga osudi na javno. Samo ki vi podnesli ugled. Ne može me tudi nikada ostaviti koga će postakati. Ima da izbere na nekakav način za da ne ostavite, a prito da se čustvuvate vinovi za to ili da najdeme nekako sigurno sredstvo za lice na ina, su samo nekoliko vešto odbrani zborovi. Možete da ga uništite i našio dobar glas, naši oči. Od sekoga znajete da su rodene da podmaznite svoj pol, a da eki su vašije. Zato, kada si izmislam sebe sigurno. Koga me vovedeo u život. Vedno shvatite kao logata na koja tako žena sumo sude. Da molčam i da pravam što ke mi se kaže. I da vas uvršena prilika da slušam, a ne ono što uvijete go zboruva. To je zodevno. Dok ona što saka da go sokrije. Učim. Kako da postignem distanca. Vežbam. Kako istovremeno da se smeškam, a prito da si ja zaboduvam viljuškata v glavi. Станах непровидна, вистински виртуозна измамата. А не треба ни да кажувам дека во тоа време никој ништо не ми кажуваше. А она што јас го барам, не беше уживање, туку знаење. И кога на мојот свештеник му кажа дека веќе се сум научила, тој беше толку шокиран што веднаш сватив колко е големо уживањето. И само што го сватив тоа, мајка ми ја објави мојата венчарка. Така мора да ја воздржам својата љубопитност и во рацете на господино Деметеј стасав како девица. Се на себе. Нема многу причини да се жалам на господино Деметеј. Во времето кога почна да ми се досадува, тој многу тактички умре. Првата година беличка жалост ја употребив за усовршување. Од најстроги моралисти барав совети за тоа како да се однесувам, од филозофите, како да мислам, од романописците, како да се извлечам од секоја ситуација, конечно, без на вистинскиот пат да ја усовршам својата техника. Кокетираш, само со оние што сакаш да ги одбиеш. Тоа ти дава гласина неодолива истовремено. Се среќаваш со оние по свој избор, лошиот избор. Е секогаш подобар од изборот видлив за сите. Никогаш не пишувај писма. Нека ги пишуваат тие. Секогаш прави така да се чувствуваат единствени. Победи или уме. Marco, divene tabile, cara di amabile, soave.
И така ти, драга моја, го напушти манастирот за секој. Да, мадам. И како се снаоѓаш во надворешниот свет? Па, срекна сум што имам собствена спална соба. Ја советувам да учи, да наблюдува и да не зборува без да биде прашана. Вчера толку се возбуди кога нашиот чевар дојде за време на вечера. Мама, тој падна на колена и ме пати за ногата. А ти веднаш помисли дека ќе ти понуди брак? О, драга моја, бргу ќе се навикнеш на тоа, ќе треба да и најдеме некаква забава. Дојде Валмон! И вие го примате? Да, како и вие. Ама мислат може би по тие околности. Кои околности? Не верувам дека носам било каква вина. Напротив. Колку што знам, вие сте баш посебни. Па, се разбира. А зашто инаку повторно би ме барал? Ете моја. Виконтот, де Валмон, освен што е неверојатно шармантен, тој никогаш не ја отвора устата без да процени колкава штета ќе направи со тоа. А зошто тогаш го примате, мама? Сите го примаат. Тој има репутација, огромно богатство и прекрасни манири. Наскоро ќе сватиш дека општеството е полно со таквите како него. Свесни сме да ги осудуваме и на крај пак се прилагодуваме на нив. Освен тоа, луѓето со полно право се плашат да не ја предизвикаат неговата патост. Мои дами! Виконте! Драго ми е што ве гледам, мадам. Се сеќавате на керка на сестри? Кој би предпоставил дека ова цвеќе толку прекрасно ќе расцвета? Сакам да наминам пред да заминам од Париз. А не верувам дека ќе ви дозволиме да заминете. А зошто треба да заминете? Париз во август. Освен тоа многу неблагодарна колку сум ја запоставил мојата стара тетка. А да, тетка ви. Таа е толку заинтересирана за младоста што и самата блеска и покрај годините. А дали би биле љубезни да ги пренесете нашите најтопли поздрави на мадам де Розмон? Беше толку добра што не покани во низиниот замок и јас се надевам дека може би подоцна ова лето ќе... Специјално ќе ги пренесам, мадам. Простете што ве прекина во играта. А не, доволно беше до вечерва, да. Очигледно на вашава керка нашиот разговор е доста интересен. Пардон. Мама, Време е да си одиме дома. да, јас во манастирот свикнав да легнувам рано. Се надеваме сега дека и овој пат ќе е така. Тетка ви? Точно така. А јас мислев дека веќе се е завршено и дека сте ги добиле сите своји пари. Да, завршено, но постојате некои фамилиарни опрски. Знаете ли зошто ве повика вечерва? Искрено, не се понадева дека сте посакале да уживате во моето друштво. Сакам да направите едно херојско дело, нешто за вашите мемоари. Не сум сигурен дека некогаш воопшто ќе ги напишам. Јас ќе ги напишам. Се сеќавате на тоа кога Жеркор ме остави, замина со она ваша дебела љубовница, на чие што име веќе не се ни сеќавам. Да? Тоа до сега никој не ми го направил, верувам ниту вам. Искрено ми олесна кога си мртв од вратот. Не. Не ви олеснало. Што бара еден маж од идеалната жена? Какви особини таа треба да поседува за тој да ја побара за жена? Тоа беше една од глупавите и досадни теми на Жеркор. Тој се восхитува на манастирското воспитување и ете сега си ја најде совршената кандидатка. Сесил Волан! Вуала! Така низините 60.000 лири играат огромна улога во неговите пресметки. Веќе почнам да погодувам што сакате да ми предложите. Жеркор ќе биде на Корзика со својот полк до октомври. Верувам дека ќе имате доволно Вие време мислите за... јас да... Таа е како расцветана роза. Мисли? А кога Жеркор ќе се врати од медениот месец,
Ке свати дека му служи за подсмев на цел Париз. А, Да. Љубов и одмазда. Вашите две најмили нешта. не можам. Мола? Знаете колку ми е тешко да одбијам ваша задача, но овој пат на вистина не можам. Зошто? Па ви да речеме премногу лесна задача, има таа само 15 години, ништо не видела од животот, ништо не знае. Освен тоа е многу љубопитна. Би паднала на грб уште кога би ги подарил првиот букет цвеќиња. Мислам дека е поценувана. Мислам дека вашиот Белрош е вистински човек за неа. Белрош е егоист. Знаев дека нешто не е како што треба со неа. А да, постои некој што е влюбен во неа. Младиот Дансени се вртка околу неа. Вежба дуети. И вие мислите дека Дансени ќе успее да испее со неа нешто во потесна хармонија? Не. Тој е млад и неискусен, исто како и таа. Не можеме да се подпреме на нив. Како што гледате, виконте, ќе морате вие. Мразам што ќе ме разочарам. Мразам што ќе ме одбиете. Добро. Мојата тетка не е сосема сама во роман. Со неа е една незина млада пријателка, мадам де Трувел. И Таа е. не мислите сериозно. Зошто? Да се заведе жена позната по строг морал, високо побожно, среќа во бракот, што друго некому би придонело за поголем убит. Мислам дека е доста понижувачки да се има сопруг за соперник. Понижувачки ако не успеете и банално ако победите. Каде е тој сега? Во Бургундија, каде што знам дека ќе се задржи со месец. Та нема вкус. Се облекува стегнато до грло така да не се види некој сантиметар од нејзиното тело. Мислам дека се што ќе добиете од неа е она што му го дава и на сопругот. Таквите жени никогаш не се опуштаат. Ако некогаш срцето и чука, побрзо тоа не ќе е од љубов, туку од страв. Ви се чудам, виконте. Како можете да правите таков будала од себе заради една толку беззначајна личност? Внимавајте, вие зборувате за жената на која јас Што? го подарив моето срце. Што? И вие ќе ја пропуштите прекрасната прилика за одмазда? Ако вете морам. А не можете. Никому нема да кажам за ова ваша бизарна заблуда. Чекајте, додека на вистина биде моја вемола. Јас не можам да се согласам со вашите намери и желби за уништувањето на луѓето. Јас сакам и понатаму да верувам во Бога, во светост на брак, во доблест. Но покрај се да не може да се одржи. Сакам страст. Сакам со восхит да гледам како уништува се што ми најдраго. Неверство вашиот омилен збор. Суровост звучи невозвишено. Вие сте ужасна жена, направивте така многу интриги. Покрај вас се чувствувам како аматер. Вие и сте тоа. Вие би можеле да се љубите. Дене мислам на неа, но ќе сонувам. Ако тоа е љубов, може би и сум влюбен. Токму затоа морам да имам, да се ослободам од тие смешни чувства. Се заборавија дека љубовта е нешто со што човек се послужува, а не нешто во што се дава како жив песок. Како е Белрош? Влюбен! Минатата недела мислев дека е време да ја прекинеме таа наша љубов. Се обидов да најдам изговор. Беше толку тажен, попуштив. Ја имавме најдобрата ноќ во животот. Значи нема да го напуштите? А веќе ви кажа, среќна сум со него. И тој е ваш единствен љубовник? Да, Мислам дека не е здраво да се има само еден. не сте љубоморен, нели? Секако дека сум, мадам. Белрош воопшто не ме заслужува. А мислев дека сте најдобри пријатели. Токму затоа знам што зборувам. Мислам дека треба да го изневерите, или, например, со мене. Ау, ау! Ми одбивате една ситна услуга. Сакате да ви угодам? Мадам, треба да ја видам предана својата професија. Треба да ја следам својата судбина. Добро тогаш. Вратете се овде откако
Ке освоите, мадам де Турвел. И? И? Од мене ќе добиете награда. Вашата љубов? Но, ќе мора да донесете доказ. Писмен доказ. Ама, да. Нема да преговараме. Околу малечката во ланш вие секако ќе најдете некој што ќе ви помогне, зар не? Кога мојот морал би бил помалку строг, јас се би направила сама. Многу би било добро кога доказот би го прифатиле однапред како готов. Виконте. Мадам? Добра ноќ, Виконте. Мои дами! Еве, ви реков дека ќе дојде. Мадам де Турвел, има некаква тајна што сака да ни открие. Добро, тогаш најдобро е јас малку да се прошетам. Да, добро, слушам. Кажете ми, каде беше утро? Па како што знаете и сама изутрина станав рано и тргнав на лов. И? Ловите нешто? И јас сум всушност многу лош стрелец. Ајде, признаете, Виконте. Јас знам каде беше утро. Се плашам дека не разбирам, мадам. Мислам дека е време некој да ми каже за што станува збор. Веднаш, мадам. Жорж, мојот лакеј, случајно се нашол... Се надевам дека не им обрнувате внимание на озборувањата на слугинчињата, мадам. Гледам дека виконтот де Валмонт сврсто решил да не проговори. Морете, тогаш јас ќе говорам. Во селото постои една фамилија. Човекот се разболел и се нашол во состојба да не може да го плати данокот. Затоа утрово дошол даночниот инспектор за да го заплени и она малку имот што е останало. Тогаш во селото се појавил вашиот внук, го платил долгот и згора на тоа додал значајна сума за да им помогне некако да застанат на нозете донекот и мадам. Вистина ли е, мил мој? Ој, да. Дојди да те прегрбам. Ау! Чешкош. Тоа толку личи на него. Морете, Виконте, победи. Не можам да разберам како некој толку племенит како вас може да води толку немилен живот. Слушам. Ах, таа е моја ужасна репутација. Знаете, долго време се дружев со неморални луѓе. Некогаш дори се гордеев и ако ги надминев. Но ете, сега сум принуден на едно друго сосема влијание. Вашето, мадам. Сакате да кажете дека сето тоа немаше да го направи? Ако немаше вас и вашата добрина, никогаш, мадам. Виконте. Простете, ни во сон не биве повредил јас. Јас ви љубам, мадам. Ве обожувам. Помогнете ми, ве молам, мадам. Што ви е? Да стидате супер. Зошто, мадам? Сум била несреќна. До Бога, Виконте, оставете ме на Простите, знаеш дека не требаш ова да го кажам. Еве ќе направам се што ќе посакате, ве молам. Немалку што може да очекуваме да ме почитувам. Јас ве почитувам. Тогаш заборавете го. Немојте повеќе да кажувате ниту збор за ова. Малку ме навредите, Виконте. Никога нема да ви го простам. Мислев дека ќе поверувате на мојата искреност. Искреност. Ова само го потврдува она што се зборува за вас. Чувам да се сомневам дека сето ова однапред се го смислиле.
Не, мадам, кога доаѓав наваму, не ни знаев дека сте тука, но воопшто не би се вознемирили да знаев зашто пред да ве сретнам вас. Јас чувствував само страст, никогаш љубов. Да, дозволете ми да се одбранам, па вие ме нападнавте. Јас бев тука кога тетка ми ме замоли да останам уште неколку дена повеќе. Јас тоа го направив, не знаејќи дека вашата убавина е единствената доблест ме привлече вашата добрина, мадам. Јас секогаш чувствувам физичка болка кога ќе ве видам. Јас повеќе не знам што да правам. За прв пат во мојот живот сум влюбен. Знам дека сум безнадежен. И знаете што, мадам, јас не сакам да ве имам. Јас сакам да ве заслужам. Вие сте се чини решени понатаму да зборувате за работи за кои што јас не сакам да слушам. Простете, мадам, ве молам, вратете се, ќе направам на вистина се што ќе посакате, ве молам. Морете. Постои едно нешто кое можете да го направите за мене. А тоа е? Не знам како да ви го побарам ова. Не знам и дали сакам да се доведам во состојба нешто да ви должам вам. Ве молам, направете јас да ви бидам должен вам. Сакам да заминете од оваа куќа. Не гледам, зошто е тоа толку потребно? Да речеме дека го направивте потребно. А може ли тетка ми да известам дека заминувам за 24 часа? Се разбира. Мерси, Зивано. Може ли да побарам повратна услуга? Мислам дека е редно да ми кажете кој тоа толку ме отсрдил во вашите очи. Ако моите пријатели ме предупредиле за вас, го сториле тоа само заради мене. Јас немам намера да им вратам со предавство. Ја смалувате вредноста на својата племенита одлука, виконте да заминете одавде штом сакате да исползувате вака, за пазарење. Се надевам дека нема да разберете како пазарење мојата желба да ми дозволите да ви пишувам. Не сум убедена дека во пишувањето со вас една честна жена смее да си го дозволи. Ве молам да ми го дозволите, таа за вас безначајна, а за мене од животна важност утеха. Би прифатила. Може би. Не само како можност да ви докажам дека не сум обземена од омраза, од гнев, туку. Туку? Добро, викон, поставете ме нами. Мадам, само мислев да ви кажам нешто што мислев дека никогаш не би можел да ви го кажам. Збогу, мадам. Јас скоро ќе ви пишем. Valmont! О, Емили! Valmont! Мислам дека холандјаните се познати по доброто поднесување алкохол. Па 3 шишиња бургундев и шише коњак би го позориле секого. Зошто тој толку испи? Па ти му не требаше. Се надевам дека не ти недостасува. Не биди смешен. Мислам дека не требаше да визитате со твојата кочина. Кој човек е во таква состојба, најдобро да ги вкрпиш дома. Дома? Валмон, ова е негова куќа. Негова мисли дека е твоја, нели? Јас само живеам во неа, тој е собственик. Да. Знаеш што, Емили? Врвот на лошото однесување, додека си во кревет со мене да зборуваш за некој друг маж, а тоа заслужува соодветна казна. Казни ме, Валмон. Казни ме. Од сега нема повеќе да се гледаме, Емили. Вално? Заврти се. Валмон! Имаш ли те романски во капка? Се разбира. Си уплет си.
А сега те молам да бидеш мирна. Не да мърдаш. Оп! Ти реков да не мърдаш, Емили. Драга моја господјо де Турвел. Реков да не мърдаш, Емили. Што туку седнав на својата работна маса, среде една бурна ноќ, која ме фрла од испроштеност до восхитеност и назад. И јас речев научив колкава е силата на љубовта. Едва можам да се воздржам, но ве уверувам дека во овој момент сум многу посреќен од вас. Да се надевам дека еден ден и вие ќе почувствувате ова вознемиреност, која во мигов ме обзема. Мадам, дење мислам на вас, но ќе ве сонувам. Но, ако ова е љубов, мадам, тогаш јас сум влюбен. Точка, Емили! Мислам дека сте направиле сериозна тактичка грешка. Требало мадам де Турвел да ја земете таму истиот миг на канабето. Не очекував тетка ми да се појави во секој момент. Тоа ќе беше неинтересното нешто што се случило со години. Мора да се предаде, но не пред да ја покаже својата сила. Се чини дека ја покажала, устојала сосема да се оттргне. Да, но ми дозволи да ја пишувам. Ох, Јас знам дека пишувањето е бедна замена, но кога немам друг начин, барем најдов начин како да бидам во контакт. дури вашиот богат речник да успее да ги освои незините бедеми, што е малку веројатно. Вие нема да бидете тука за да го искористите тоа, нели? Познато ми е вашата сомничавост. Но јас се наоѓам сега во она највозбудлива фаза, што секој маж има. Да. Тоа е она кога знаеш дека жената сака, а не си сосема сигурен во победата. Значи вие знаете дека таа ве сака. О да, оставив човек таму да внимава на неа, тој ми каже дека кога го добила таа моето прво писмо, го читала неколку пати по аџејка за на својата соба. Така да воопшто не се сомневам во тоа. Знаеш сединката нешто што веројатно да ќе интересира. Тоа е? Знаете ли, кој пишува на мојата сакана да се држи понастрана од најодвратниот љубовник на светот речи јас? Кој? Вашата проклета пријателка, кучката Волан. Да, вие само смеете се заради мене изгубив барем 2 месеци. А не се смеев заради тоа. Кучката. Ще мога да ви обладате живела. Како напредува планот со незината ќерка, целосно мислим на располагање. Драг мој виконте, токму вашето денешно присуство е дел од тој план. Секој момент очекувам да пристигне Дансени и се надевам дека ќе ми помогнете да ја зацврстам неговата решителност, ако може така да се каже. се уште не успеа. Катастрофа. Како и повеќето интелектуалци, тој изразито глупав, потполно неспособно момче. Многу привлечен, но безнадежен. Не разбирам ништо веќе. Па ете, јас многу се зближив со малата Сесилија, но сум во својата ложа во операта и дърдори ме цела вечер. Пополека станувам љубоморна на секој што ќе ја има. Таа има некоја вродена дволичност, што многу ќе ја користи во животот. Нема морал, нема карактер. И се на се. Многу е слаб. И? Тај да се не се влюбени еден во друг долж. Се почна кога да ме праша дали сте да му пишува писма. Јас прво речам не, а потоа да. Потоа средив да се сретнат насамо, но Дансени бил толку здрвен, што не ја допрел ни со прст. Се разбира дека се обидов да ја разгорам нивната страст, со тоа што ја кажа дека мадам де Воланж го планира тукму Жеркор за нејзин сопруг. Таа беше шокирана кога дозна дека тој е на 36 годишна возраст, но после се што ја кажат не можеше да се лути него, никој случај. И тогаш
Прва така голема пречка тamo се довери на свещеникот кој беше прилично строг. Се што може да сторам беше да договорам средбата, да си речам с Богом и да се надавам на најдоброто. И после се... Што доби? Да се ние држал за раката цели 5 секунди. Kada kaže zamolila da je ostavi namirena, naistino ogromno nezadovoljstvo, to ja posluša. Istina da mora da stvorite nešto što to moće. Posle se silni reče... Madam! 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 Mi sakala vi da biste nasledni! Znate što? Svo toj mi. Jaz го посакав исто. Чисто се прашувам, мадам, како успеавте да се измислите самата себе? Кога јас ќе посакам маж, тогаш и го имам. Тоа е целата приказна. Тоа беше и нашата приказна. Ве посакував уште пред да ве видам. И се восхитував на вашата репутација. И не достигавте на мојата слава. Толку силно те посакав кога почна да ме освојуваш. Вистински двобој. Тоа е единствената љубов што ме има совладана. Виконте! О, драги мој младиче, драго ми е што ве гледам. Мадам, простете малку задоцнив, но... Малку повеќе. Како што знаете, господицата Деволаш... Веќе при споменувањето на незиното име, јас уживам, мадам. Да, како што реков, господицата Деволаш ми укажа доверба и ме избра за свој доверлив советник и застапник за односите меѓу вас двајцата. Не можела да избере помудро, мадам. Навистина. Како што сакате на оваа крајно деликатна ситуација, мислам дека и вие би требало да имате некој доверлив советник, некоја исклучителна личност. Виконто де Валмонт, кој, како што знаете, мој стар пријател е крајно доверлива личност. Мислам дека е вистинскиот избор, па ако вие се согласувате, тој е подготвен да ги стави на услуга своите способности за вашите интереси. Па јас... Може би се колебате зашто ви е позната мојата репутација? Не се разбира дека не, виконте. Па јас не би имал храброст да... Да? Сушност, ова не е некоја обична сплетка која што има за цел да ги... Сакам да кажам дека... Сакам да кажам дека мојата љубов и Сакате да почитување... кажете дека овде не се работи за лекомисија на кокетка или може би за софруга на кој е здодено, нели? Токму така, виконте. Знаете, со личност каква што е господицата Деволаш треба да се постапува многу предпазливо. А и мојата положба има определени слабости за кои што јас самиот сум свесен, мадам. Еве, например, незиното големо богатство споредено со мојата несигурна положба. Ги разбирате моите чувства, нели, мадам? Се разбира дека ги разбирам, видите.
Знаете, јас сум среќен и вака. Се додека таа се согласува да се среќава со мене и да вежба заедно со мене музика, дотогаш јас виконте би можел со неја да... Знаете, мене ме представува големо уживање да ви бидам на услуга. Често ми е направено мене виконте. Жал ми е што ќе ве прекинам. Секој момент очекувам да пристигне мадам де Воланш. Жалам, но ќе мора да заминете. Како ќе кажете вие, мадам? Утро одам во Версај, може би ќе сакате да ми се придружите. Со големо задоволство, виконте. Ќе испратам кочија по вас. Во 9! Виконте, скрийте се. Писмото велите дека итно. Со денови не сум во состојба да мислам на ништо друго. Никако не успевам да решам што е најдобро. На крајот сватив. Не смеам да бегам пред простата вистина дека моја одговорност е да ви кажам се. Како што знаете, Сесил последниве неколку недели многу љубезно го прифати моето пријателство и се надевам ми возврати со нејзиното. О да, секако. Таа ви е толку приврзана. Токму затоа оваа задача ми биде толку тешко. Значи, сето тоа има некаква врска со Сесил? А може би грешам? Дај Боже да грешам. Не. Продолжите, не мога. Имам причина да верувам дека меѓу вашата ќерка и витезот Дансени постои опасна врска. Тоа е невозможно! Сесила е се уште дете. Не знае ништо за тие работи, а Дансени едно многу пријатно момче. Верувајте ми, никој нема да биде посреќен од мене ако сте во право. И тие никогаш не останувале сами без надзор. Не. Сигурна сум дека се работи само за нивната обземеност со музиката. Има ли Сесил некого или некој со кој се допишува? Пред не повеќе од една недела влегов во нејзината соба. Едноставно тропнав и влегов. Случајно ја затекнав како тутка некакво писмо во левата фиока од нејзината маса за пишување. Забележав дека фиоката е полна со такви писма. Многу ви благодарам. Не мора да ме испраќат. Се надевам дека ако случајно забележите нешто, нема да ја кажете на Сесил. Не би сакала да ја загубам нејзината доверба. Освен тоа, ако дојде до некакви потешкоки, верувам дека моите совети ќе ви бидат од полза. Секако. Да, ако добро се сеќавам, вие рековте дека тетка му на виконтот ве поканила кај неа во замокот. Да, ме покани неколку пати. Еден таков одмор сега би ни бил добре дојден. Мислам, додека помине сето ова. Ако во тоа што го рековте има макар трошка вистина, ќе те вратам. Манастир! Мислам дека е подобро само да и се заканите, доколку и понатаму продолжи да се гледа со Дансени. Да, не. Јас воопшто не верувам дека таму има опасност. Се надевам дека сте во право. А не е ли виконтот токму сега да ти? Слушнав дека се вратил во Париз. Сигурна сум дека се тоа само ни се причинува и веќе утре ќе се смееме на нашата глупост. Драга моја, за вашата грижа ќе ви бидам за секогаш и повеќе од благодарна. Значи слушнавте дека се вратил од Париз? Барате пречка, еве ви пречка. Сте ужасна жена.
Вие сакате мојата роднина да страда. Не можам да ви одолеам. Јас си го лесних пат. Но знаете, ова е како нешто да го 10 недели ме покани кај најнагости. Ќе ја откажете. Ами веќе без се на користење на медицини преграни. Велат дека прсите на нејзиниот супруг не се толку добри понекогаш. Сите негови пријатели се градинари. Вие сакате да се одмазите, јас исто така. Се плашам дека ви останува само едно нешто да направите. Тетка ми? Да, тетка ви. Само ќе можете да се позанимавате со на другата работа. А како да се сеќавам, требаше да донесете некаков доказ, писмен доказ. Јас Бог многу би бил благодарен ако тој доказ го прифатите однапред како донесе. А сега мора да си одите. Затоа што сум гладна. Не сум повеќе од гладен, мадам. Ето виконте, одете дома и најадете се. Ќе ти биде миловолно да чуеш дека господинот Арман се опоравил и дека повторно работи. Кој? Господинот Арман. Се сеќаваш? Оној на чија фамилија толку великодушно си помогнал. Да. Додека ти беше одсутен, ние бевме во селото и можам да ти кажам дека ти е постојано ти пијат слово појки. Дали ви е добро, мадам? Виконте! Мадам, вие сте ужасно бледа. Јас? Да. Добро ми е. Не, ви треба воздух, да не растега некаде. Не, никаде, мадам. Како и обично, мадам де Турвел секогаш е управо, но една мала прошетка на свежто воздух, така добро би дошла. Да, една мала прошетка во градината. Мислам дека уште не е заладено. Дојдете, мила моја, сите ќе ве придружуваме. Благодарам, пријателки мои. Можем и сам. Мислам дека е добро да ви се придружите на мадам де Турвел. Една прошетка во градината добро би дошла. А може би и ручекот беше малку тек. Вратете се по него. Не, Соланша одлична готвачка. Млада господице, знаете, да би се потастанеме сомнителни, затоа ве молам да ми слушате внимателно она што имам да ви го кажам. Знаете, ова писмо ви го испраќа вашиот Арсени. Вие знаете колку доставувањето писма не е едноставна работа, затоа ви ве замолил внимателно да слушате се што ќе ви кажам. Во вашето предсоби има два ормана. Во левиот ќе најдете заливот мастилно перо и хартија. И би ве замолил по читањето писмата да ми ги враќате мене. Би можел да ги засумнам на сигурно. А дали мора? Би било мудро. Ова личи на ключот од вашата спална соба, како што случајно знам се наоѓа во спалната соба на вашата мајка и виси обесен на сина лента над каминот. Ве молам, земете го овој клуч и ставете го над каминот обесен со сина лента. Ете така ќе можам јас да го земам и да ви ги доставам писмата без никаков проблем. Господине, дали мислите дека ова е во ред? Вашата мајка не ве испушта од око. Мора да ми верувате. Господине, јас знам дека господин Данцани бесценно верува во вас, но... Знаете, млада господица, дека ако нешто не можам да поднесам, тоа е измамата. Само топлото пријатно со вашите да си не можеше да ме натерне една.
Но знаете, време е да си одите пред другите да започнат потера по вас. Да, се разбира. Довидување. Ви благодарам, господине. Довидување. Дали сега ви е по-добро, мадам? Ми се чувствуват лошо, викате не е тешко да се погоди кој е виновен за ова. Добро, како можете да бидете толку безобзирен и да се вратите неповикано? Без знаја. Знаете, имахме одложна работа за која ме битно заинтересирани мојата детка. Се надавам дека час поскоро ќе заврши. Што вие толку многу ми се лутите? Не ви се лутам, викам. Горе. И покрај вашите свечени заклетви, да со вашите писма на сакате, нема да ме навредите. И уште во првото зборувате само за вашите љубовни јадови. Мадам, со оглед на тоа дека бе потпутнен цели 3 недели, па ги напиша само 3 писма. И со оглед на тоа дека не може да мислам на ништо друго освен на вас, мислам дека покажат исклучителна искреност. Не толку искрено што сте продолжили да пишувате за љубов, што моите молби да не го правите. И знам, немах цели да ве послушам. Тврдите дека има некаква врска помеѓу она што вие го нарекувате љубов и среќа. Во овој случај не верувам дека така нешто постои. Кога љубовта е невозвратна, Така и ќе остане викако. Вие многу добро знаете дека јас не можам да ги разбирам вашите чувства. Дури и да ги научам. Които некога ќе да страдам, а и вие нема да се подобно припадат. А зашто друго да го пишувам? Освен за љубовта што ја чувствам кон вас. Пријателство. Ви го понудив моето пријателство, виконте зашто не го прифатите. Порано и би можел да се задоволам со пријателство, но јас не сум повеќе оној ист Валмон. Јас се сакам нежно и пред се со почит, мадам. Браво, мисија Валмон. Доста игравме игри. Добре ноќ. Уништен! Безнадежната љубов, мадам. Јас го барам вашето сожаление и моите очи не сете да ве бара, а се срама да го следите вашиот поглед. Ја знам дека не можете да ми понудите ништо друго освен пријателство, зашто ви сум бескрено благодарен. Но исто така, мислам дека знаете дека ништо друго не можам да ви понудам освен љубов. Зарем тоа не е нашата вистинска состојба, зашто не си го признаеме тоа? Да. Отвореноста и искреноста заслужуваат казна. Вие сте биле мајстор во поставување прашања кои однапред да исклучуваат негативниот одговор. Воопшто не само да збори за вашата искрена срца. Гледате, Петро, ништо. Само да збори пред се за мојата слабост. Си дозволите. Мадам? Ми дозволите ништо, што не смеам да го дозволам. Да го дозволите под одредени услови, од кои што вие не случувате ниту еден, викам. Добро. Кажете ми, зашто злоупотребувате моите добра намереност? Мадам, како можете да се плашите од човек кому вашата среќа му е, бидејќи ве љубам посвета од се друго во животот. Па вие од мене направивте подобар човек и сега не смеете да си го уништите своето добро дело? Сакам ја да си го уништам моето добро дело, викам те, но нешто морам да ме прашам. Да заменете вие од ова со другите ми сакате не ме знам. Зошто, мадам? Затоа што овој разговор е мачен. Добре, ред, јас заминувам во ред, Вие ред, мадам, еве заминувам. Ви благодарам. Но ќе бидеме под ист покрив првите 2-3 дена, па бидете замолил да не се избегнуваме по секоја цена. Да не се избегнуваме? Во ред. Доколку ги прифатите моите многу едноставни правила на однос. Колку би сакал да ме познававте, пред да ме промените, вие направивте од мене повеликодушен, повоздржан човек, дури од свештеник. Воздржан? Да, и се должи на вас, зашто ви сум бескрено благодарен. Довидување, мадам.
Не, да. Јасно. Вие сте? Да. Ми донесовте писмо. Не. 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 А зашто тогаш сте тука? Не знаете. Што сакате од мене? Што сакате од мене? Ако кажам на вашата мајка дека вие сте ме повикале, мислам дека мене ќе ми поверува. Сакате од мене? Само Само што? идем бакнеш. Бакнеш? И потоа ќе си одите? Да, потоа ќе си одам. Ветувате? Вету. Задоволен сте сега? О, беше многу убаво. И сега ќе си одите? Ама, ќе ви реков дека ќе си одам, но кога ќе ме бакнете, вие не ме бакнете вие. А тоа не е воопшто исто. Сега е. Трнете раката! Трнете раката! Не ли ви реков дека ќе ја тргнам? Драга моја, навистина не можам да ти помогнам ако не ми кажеш што те мачи. Не можам, мадам. Навистина не можам. Мислам дека се договоривме меѓу нас да нема тајни. Мадам. Многу сум несреќна. Се тргна наопаку оној ден кога мама ги проледе писмото бацани. Тоа беше навистина глупаво од твоја страна. Како можеше да го дозволиш тоа? Мадам, сигурно некој кажа. Се упати директно кон бирото и ги пронеде во фиоката каде што ги чува. Кој би можел да го стори тоа? Сигурно мојата слугинка. Или пак свештеникот? Не, мадам. Не, тоа не може да биде. Драга моја, не можеш секогаш да им веруваш на таквите. Вистина? Но денес, што се случува со тебе денес? Мадам, ќе ми се налутите. Ајде кажувај. Ма не знам како да ви кажам. Мислам дека веќе почнувам да се лутам. Синака? Да? О. Мадам, за да можам без никакви сомневања да се допишувам со Дарцени, јас на пипонто Девалмон му дадов
кога сватих по што всушност дошол, беше речиси невозможно да го спречам. Сакаш да ми кажеш дека Виконто де Валмонт те научил на некои нешта кои што ти гориш од желба да ги знаеш? Да, мислам дека ќе се ужасни, да? Кажи ми, дали се спротиставуваше? Да, мадам, да, се разбира. Колку што може. Но тој те присили? Не сосема, но беше невозможно да го спречам. Како па сигурно не те врзал? Не, мадам, не, но тој уме да зборува така, некако што јас не знаем што да му кажам. Си можела да речеш не? Постојано велев не, мадам, постојано велев не, но тоа беше спротивно на она што го правев. И на крајот му реков вечера да дојде пак. Само, но... Драга моја, брзо ќе сватиш дека срамот е како и болка. Го чувствуваш само еднаш. Утрово ми беше најтешко. Кога ја видов мама, не знаев што да правам и веднаш заплакав. Баш ме чуди како си можела да пропуштиш така згодна прилика за да ја кажеш се. А колку стореше тоа, сега не ќе мораше да мислиш што ќе правиш ноќес, како си ги покриваше куфејите за манастир. Мадам, ве молам, мадам, ве молам, помогнете ми, ве молам. Сакаш мој совет? Ве молам. Дозволи му на Виконто де Валмонт и натаму да те учи. Убеди ја мајка ти дека потполно си го заборавила да се ни не противи се да се омажиш. За господинот Дежеркор? Зошто не? Секој маж е подеднакво добар. Но, што ќе стане со Дансени? Доволно трпелив. Кога ќе се омажиш, ќе можеш да го гледаш колку што сакаш. Мадам, вие еднаш во операта ми рековте дека морам да му бидам верна на својот сопруг. Мислам дека мислите ти лутале или си била замесена слушајќи опера. Значи, вие сега ми кажувате дека треба да го правам тоа со тројца различни мажи? Со неколку елементарни мерки на предпазливост, можеш да го правиш тоа со онолку мажи со колку што сакаш. На начин на кој што ти сакаш. Онолку често колку што сакаш. Нашиот пол има одредени предности и треба на најдобар можен начин да се искористат тие предности. Блага мајка ти, запамети што ти реков и немој да те видам да цимориш. Да, мадам. Како ти е сега, мила моја? Многу подобро, мама. Изгледаше толку уморно. Мислам дека ќе биде најдобро да одиш да се леги. Не, мама, не. Послушај ја мајка ти, сигурно ќе ти биде подобра. Да, мадам. Вие, колку добро, влијаете врз неа. Драго ми ако е така, но што мислите вие што се случува со неа бебе? Заради ништо не ви кажа. Не, разговаравме само за тоа колку се допаѓа овде во природава. Тоа само ги потврдува моите сомневања. Таа вене по тоа момче. Се плашам дека веќе почнува да влијае врз незиното здравје. Мислите? И сутринава ја прашав како спиела, а таа ми се фрли во преградка и почна да плаче. Да? Драга моја, би била благодарна ако ми дозволите сериозно да позборувам со вас. Потребен ми е вашиот совет. Драга моја, ме исполнува со гордост и самата помисла дека би можела да ви помогнам. Да.
повторно го разгледував прашањето и мислам дека ќе биде најдобро ако го повлечам зборот што му го дадов на господинот Дежеркор и ако ја откажам веригбата меѓу Сесил и Нече. Сигурно дека Жеркор е по-добрата прилика, но и Дансени исто така добра фамилија. Добро, не е богат како господинот Дежеркор, но Сесил е доволно богата за било кој од двајцата. Сепак, најважно е тие да се сакаат. Што мислите вие? Мислите дека грешам? Мислам дека вашата конечна одлука ќе биде онаа вистинската. Ако јас имам некакво пообјективно мислење, тоа е само заради тоа што не сум оптеретена со вашите мајчински чувства. Кажете ми се. Многу ми е важно да чујам вие што мислите. Мислам дека сега е време да правиме разлика меѓу корисното и она што прави задоволство. Се рече дека тоа младо момче има право на вашата ќерка, исто како да се каже дека крадецот има право на вашите пари. Не сум убедена дека љубовта е најважното чувство во бракот. Верувам дека почитта, взаемната доверба и разбирањето се далеку поважни. Значи, Дансени е откажа. Сепак тоа е само едно мое мислење. Конечната одлука сепак ви припаѓа вам. Да, и немојте да судите за Сесил само заради една единствена грешка, за која што лесно би можело да се најде некакво медицинско оправдување. Имате право. Сигурна сум дека за ова уште ќе разговараме кога ќе се вратиме во Париж. Да. Простете, Виконте, но ќе морам да ве напуштам, за да се погрижам на ќерка ми да ја однесат вечера. Да не е болна. Не, сте недлива слабост. Кажете дека младост има чудесна моќ на закрепнување. Барем пренесете ви го тоа, молам. Ви благодарам. Да. Гледате, едве го поднесува престојот, ви сте согласомени. Да, но гледам дека и се одмаздивте. Браво. Значи, знаете? Малечката едва и дочека да ми каже. Исходот се надеваме поволен. Напротив, Виконте. Ако не ја разуверев, при вашата следна посета кај неа ќе не идевте не на затворена врата, туку на заклучена врата. Да? Да. Знаете што, мадам? Го одложував ова веќе долго време, но кога дознав дека сте тука, сакав, ете барем малку да ви го разубавам денот. Исто како помислив и јас. Но гледам дека вашиот поттик за малку не го уништи нашиот план. Како мислите? Мадам Деволаш била толку вознемирена утрово што била готова да ја дозволи на незината ќерка да се омажи за Дансени. Не е можено. Мислам дека ја разуверив, но сепак останува фактот дека за малку ќе ја уништевте нашата одмазда кон Жеркор. Не молам, не можете да очекувате од мене да го предвидам наглиот прилив на господиното сожалување, па колку што се сеќавам. Мајката во Ланш не покажувала ни трошка од тоа. Почнувам да се сомневам дека го заслужувате гласот што ве следи, Виконте. Зарем не сваќате дека единствената причина заради која што се реши да ја поминам ноќта во овој замок е мојата надеж дека конечно ќе видам парче хартија испрскано со солци? Сигурно сте изморен по синоќешните напори. Мадам, барем вие ме познавате. Почнувам да се сомневам. Како инаку да се објасни вашето невообичаено долговлекување? Уживам во наблюдувањето на борбата помеѓу љубовта и доблеста, мадам. Се чини дека повеќе уживате во наблюдувањето отколку во добивање на борбата. Се во свој време. Ви се ближи крајот, Виконте. Да, вистина. Дека тоа трае повеќе од моето очекување, но знаете што, наистина не сакам да се забрзувам нешто. Секи ден се шетаме си повеќе подалеку по патеката која не ми свршнуваме. Таа полека ги издаде очи. Го прифати моето чувство за љубов кон неа. Јас се го прифатив незиното пријателство. Страст и надеж. Страх и неизвестност.
Повеќе тоа не ќе најдете дури во театар. А публика? Вие сте моја публика. Кога Дежеркор ќе се сврши, ама Турвел скрши што мислите. Зар нема да имат зажелено да сите? И таа приказна ќе биде многу поинтересна од содржината на најновата представа и верувам многу подобро примена. Се надевам дека сте во право. Мила моја, баш ми е мило што успеавте да дојдете, макар и на кратко. Жал ми е што не можам да останам подолго. Знаете, токму вчера се присетив дека измина скоро 5 години откако последен пат бевте тука со вашиот драг сопруг. Толку драг, толку милно сепак кој можеше да помисли. Животот е толку непредвидлив, мадам. Да. Смеам ли да ја сменам темата, господјо Розмон? Се разбира, мила моја, се што ќе посакате. Го сакате ли вие вашиот сопруг, мадам де Турвел? Да, мадам, го сакам многу. А зошто сте тогаш тука? Зошто не сте со него? Се плашам дека јас и Маркизата го делиме истото мислење, но мислам дека господинот де Турвел кога работи обично сака да е сам. Мажите секогаш сакаат да бидат сами додека работат. Затоа јас секогаш била таму каде што и тој. Од љубов? А од што друго? Од страв? Можеби. Страв? А од што? Да не останете сама. Мисија Валмо. Па вие ми наговестувате дека би можела да го изневерам својот маж? Па доколку останете сама, мадам. Мисија Валмо. Вие просто не ги разбирате жени. Да, така е. Ако една жена сака авантура, не е нужно да остане сама. Зарем не е така, мадам де Турвел? Ако сака таа, тоа може да го стори токму и пред носот на својот маж. Мадам, не мислев на тоа. Мисија Валмо, некои жени може би се слаби, но некои жени се секогаш остануваат верни. Глупост! Жените се парадокс самите по себе. Да, мадам. Некои жени остануваат верни, а мене таквите ме воодушевуваат. Така е со повеќето мажи. Тоа веќе го забележав, мадам. Кажете ми, зошто е тоа така? Драга моја, мажите сакаат илузии, сакаат да сме ангели. А кревет да сме ѓаволи. А наутро доаѓа изненадување. Се будите во прегратките на просечна жена. Што мислите вие, виконте? Па долго верував дека е така. Веќе не верувате? Веќе не. Се чини дека кога сте во Парис верувате во едно, а кога сте насело во нешто друго. Може би верувам во едно кога сум влюбен, мадам, а во сосем друго кога не сум. Виконте, цела вечер сакам да ве прашам едно нешто. Кога би можеле да бирате меѓу овде присутните дами, во чија преградка би ја поминале ноќта? Не. Тоа не е праведно кон мојот внук. Прашањето треба да гласи: која од вас, мои дами, би ја поминала ноќта со него? Сите сакаме.
fileško za večera? Jaz ne. Ниту пак јас. Се разбира, ниту јас. Драги пријателки, мислам дека ова прашање не заслужува одговор. Значи, останав само јас. Речи си е иста како вашата, само што душевот е малку потврд. A to je dobro? Многу подобро. Ајде. Првото нешто што мора да го научите дека нема потреба од никакво брзање. Dobro. Потоа, мора да научите дека секој нешто треба да се каже со свое име. A dosta воопшто mora da se zborува. Како инаку ќе знам што сакаш да ти правам или ќе ми понудиш нешто во што би можел да уживам, а? Знаеш што? Јас би сакал да бидам сигурен дека на Господа Дежетова првата брачна ноќ ќе му понудите на вистина големо уживање. И тој ќе биде задоволен со тоа? Апсолутно да, тој ќе мисли дека вашата мајка ја исполнила својата мајчинска должност и ве упатила во се. Мама! Да, Мама никогаш не би можела да зборува за такви нешта. зашто не? Вашата мајка беше своевремено многу атрактивна жена во Париз. Мама! Беше позната повеќе по својата ентузијазм, отколку по својата вештина, но знаете дека постои позната приказна? Да? Тоа беше тогаш кога престојуваше виконтесата Дебрие. Виконтесата многу смислено ја смести во соба помеѓу собата на таткови и собата на господинот Девресак, кој да ме признат нејзини љубови. А вашата мајка и покрај внимателното сместување успеа да ја помине ноќна сутре. Тоа е обичен трач. Не, тоа е чисто вестина, верувајте ми. Од каде знаете пак вие? Рекле да јас. Но тоа подоцна, за време на паузата. Ме прашате дали господин Дежетов ќе биде задоволен. Не биде вие секако ќе најдете некој што ќе биде. Така да учењето никогаш не е залудно. А сега, денешната лекција ќе започнеме со неколку латински изреки. Дали се сама оваме? Ај моето присуство тука е веќе при крајот. Но може би, ете нека, морам да заминам. Мора. Не мора. Знаеш колку сигурно така да се слободно доложи. Кој знаете мојот одговор на тоа прашање? Мене ми преостанува да сметам на вашата честитост и племенитост, зашто ќе ми биде многу добро. Не ми така на нашата благодарност. Барем нешто многу малко. Не може да добремо било кој. Знам дека ова Господ ме казува заради колеса. Бев цврсто убедена дека мене никогаш не може да се случи ништо слично. Нешто слично? Ништо слично на... Што? Виконте јас вас. Виконте јас вас. Читайте само јутро.
Тоа е се што барам од вас. Во име Господа Бога, молите да ме замолите. Ке ме спасите ако ме оставите, оставете ме ви како ако не сакате да ме убиете. Зашто ме следите като сенка? Зашто постојано чекорите по мене вашите? Мислима треба да бидат тие да бидат честа, тие треба да бидат разум. Зборувате само за вода и љубов. Пресете повеќе да обземате. Со своите мисли купорено со вашата личност се одличи. Ке ме зелувате со овој друг облик. Со кое право го разведувате мојот мир? Сакам мир. Треба тишина. Ми треба тишина овде, викам те. Мадам! Детко! Мадам! Добро ми, мадам, говорете. Ако ви затреба некаква помош, ме молам. Дайте ме. Мила моја, треба да повикаме доктор. Не се доктор. Но не смееме да си играме со здравието. Да проверам нешто со вас. Не можам да зборувам гласно. Детешко ми е да ви изговорам тоа што имам да ви го кажам. Јас морам да заминам од оваа куќа рано изутри научено сум љубена. За ништо на светот не би заминала одовде, но јас морам да го направам тоа. Не можам да дозволам да живеам како грешница. Иако животот без него воопшто не е живот. Јас морам да го направам тоа, да ме разбирате што сакам да го кажам. Се разбира, мила моја, тоа воопшто не ми изненадува. Човек единствено може да го изненади тоа што светот толку малку се менува. Вие ќе го напуштите ако мислите дека тоа е она што треба да го направите. А што друго ми преостанува? Мадам, кажете ми. Ако сеќавањето се уште добро ме држи, во ваквите ситуации секој совет е бескорисен. Но за тоа ќе зборуваме подоцна, кога ќе ви биде подобро. Никогаш не сум била толку несреќна. Но љубовта никогаш не им донесла среќа на оние што ја заслужуваат. Вие сте премногу млада, за да го разберете тоа. Зашто, мадам, тоа треба да биде така? Дали вие се уште верувате дека мажите љубат исто како нас? Не. Мажите веруваат во среќата што им се насмевнува, а ние веруваме во среќата што ја даваме. Тие не се способни да љубат единолично. Надежта за среќа. Јас го сакам мојот внук. И тоа што важи за повеќето наши, за него важи твојот. И сепак можеш. Токму сега. Сожали на мене. Но да видов тоа на лицето. Видов како реши да мисли. Ево моја, иако те поштови, тоа значи дека вие сте го сменили кон подобро. Затоа мога да го напуштите. Ајде, мила, ајде. И самиот Господ знае колку силно сте се борили со тоа. Ајде, смирете се. Смирете се.
Виконте, ви благодарам за се. Жал ми е што ве разочарат, младич. Секако дека сум разочаран за тоа што не сум ја видел Сесил повеќе од еден месец. Но сепак вам треба да сум ви благодарен за тоа што нашата љубов е се уште жива, Виконте. Не грижете се, таа не мисли на ништо друго освен на вас. А ми кажа дека навистина доста се потрудиле. Направи колку што можеш. Да, таа ми кажа дека дури ни јас самиот не би можел да го направам тоа што вие сте го направиле во моје име. Се покаже многу дарежлива девојка. И што уште напишала? Забележала некакви знаци на промена кај незината мајка. Да? Што велите? Може би на крајот сепак ќе ја прифати помислата за нашиот брак. Тоа би било прекрасно. Навистина, Виконте, сепак. Она заради која што дојдов кај вас е да ми кажете како е таа всушност. Просто чути. Навистина. Тај мајка и се враќаат по двомесечен престој на село. Што мислите, топне да ве види? Не знам како ќе издржам уште цели 2 недели без неа, Виконте. Ќе направиме да ви биде забавно. Се чини дека ќе треба да останам насамо со Виконтот. Ќе бидете љубезен да ме причекате во кочијата. Мадам, не знам што би правил без вашето присуство и вашето охрабрување. Виконте, не знам дали некогаш ќе можам да ви се одолжам за се ова. Не грижете се, младече, за мене тоа беше вистинско уживање. Кутрио тој, колку е наивен. И писмото на Сесил беше мощне духовито. И јас си го диктирав. Виконте, ве обожив. Знаете што, мадам, имам добра причина да верувам дека наследникот на Дежеркор ќе биде Палмон. Како мислите? На Сесил и доцне веќе 2 недели. Што е, не сте задоволна? Не баш. Мислам дека претеравте со ова. Доколку свадбата биде одложена за до крајот на годината, јас не гледам ништо лошо во тоа. Може би сте во право. Ова ја прави ситуацијата уште позачината. Сакам се да му се одмазите на господина Дежеркор, ете, јас му давам жена, што сум ја обучил да извршува услуги, какви би се плашеле да побарат дури и од професионалка. И малку трудна. Виконте, гледам дека се надминавте сами од себе си. Сепак срамота е, што дозволивме онаа другата да ни избега од раце. Самиот ја пуштив. И дозволивте да побегне. Да, бе, строго. Да се даде, а да не биде земена. Тоа би го довело во искушение и трпението на светица. Тоа повеќе нема да се случи, мадам. Ке немате друга прилика. Океј, имам, сега имам и план што ќе успее. Уште еден. Апсолутно сигурен план. Во четврток ќе одам да ја посетам во нејзиниот дом и ќе бидам безмилосен, ќе казнам. Прекрасно. Мислев, никогаш нема да можете да го сторите тоа. Мадам, Да? кажете ми, зашто секогаш трчаме по ние што ни бега? Незрелост. Јас морам да ја имам, затоа што ја сакам. Ја мразам. Гневен сум на неја, животот ми стана измачување. Морам да имам за сите тие чувства да преминат кај неа. Да се ослободам. Како и да е, што има ново кај вас? На Белрош му се ближи крајот. Така си го вртам околу малото прсте што нема каде да бега. Навистина? А и неговиот следбеник е одбран. Кој е стрекникот? Виконте. Добро, тогаш и јас од вас ги сокријам деталите на мојот фантастичен план. Звучи праведно. Што е пак сега? Мислам дека нашиот млад пријател доволно долго ме чека. Тогаш се гледаме по четврток. Само ако успеете, Виконте, не би можела да поднесам уште еден ваш знак на незрелост. Ќе успеам, мадам. Сигурно. Се надевам.
Селмо би ги опишал причините за моето доаѓање. Да, ми рече дека сакате да поразговарате со мене, пред да почнете да изучувате веронаука. Ај не. Среденок бегате од куќата на мојата тетка. Воопште не одговарате или воопшто не ги отворате моите писма. И сето тоа, откако ви покажав таква воздржаност за која чинам сме и 20-та списни. Виконте, вие ме разбирате многу подобро од оно што кажу. Остате најдодов овде да си размениват некој. Единствено нешто што сакам да даме од вас, вашата прошка. За вината за која мислите дека сум ја сторила, за да може деновите што ми преостануваат, да не поминат во духовно спокојство. Откако одбив за да го разлубавите мојот живот, веќе нема никаква смисла. Ви упорно одбивате да ме разберете, јас не може да го направам тоа, виконте совест. Вашата желба да се разделим. Значи вие се решите. Сакате да бидам несреќен? Секогаш сум само. А како да бидам среќен без вас, мадам? Јас морам да ви имам или ќе умрам. Виконте ве молам, мојот свети секој. Виконте ве молам, престанете, оставете ме на мир. Ве молам, виконте, престанете сите да ми кажувате да запомнам, јас морам. Заплете, мадам. Доста е, мадам! Виконте, простете. Тешко е да се размислува во ваква состојба. Нема да биде за уште долго. Баш овие писма, овие лажни молби за пријателство, баш тие ме разубедуваат да живеам. Разбрав дека сакате да ми ги вратите и разбрав дека го прифаќате мојот избор кој што морав да го направам. Тој беше избор го одлучи мојот. А тоа е? Единствениот избор со кој би можел да го завршам ова Вратете ми ги, страдање. моли се. Вратете ми ги, виконте. Моли се. Јас ве љубам, мадам. Јас ве љубам, мадам. Јас ве љубам, мадам. Сум направил и многу повеќе жртви од ова што ми следи. Не! Виконте ве молам. Ставете ве молам. Ве молам, виконте, слушајте ме. Морам да одам. Виконте, вратете се, ве молам, вратете се. Нема повеќе да ме одбивате. Планот и не беше нешто совршен со оглед на тоа дека писмата ми се обраќаја на одворено 2 недели, но резултатот е триумф. Скажете ми. Стаца крај неа околу 6. Можеме да ги изрекнеме заложничките поединости, викоте. Никогаш не ми биле интересни. Настан. Таква возбуда, што до сега не сум почувствувал. Беше толку искрена. Потполно взаемен делирим. Направи да трае повеќе од самиот чин. И на крај завршив на коленици молејки за вечна. Ми се чини веќе видено? Не, апсолутно не. Но знаете што е добро во сето ова, мадам? Што сега од вас можам да се добијам својата награда. Сакате да кажете дека за време на тој страствен чин сте успеале да ја натерате да ви напише и писмо? Но не мислите дека вие ќе бидете по-голем формалист? Знаете што, викате? Дури да дојдете со писмо закачено на реверот, мислам дека ќе го прогласев нашиот договор за неважеч. Јас никогаш не сум ви изневерил.
Nemam nikakva želba da otrgnem od racita na jedna толку изключителна жена. Никогаш на светот не би избрал будела дама, освен вас, мадам. Да разговараме за ова мирно како пријатели. Сте забележале ли нешто необично во врска со уживањето? Единствено тоа ги сврзува половите, а сепак само по себе не е доволно за да се воспостави некаков однос. Ако во односот нема елементи на љубов, тогаш уживањето се претвара во гадење. Не би се согласил. И за среќа. Доволно е таа љубов да ја чувствува само едниот партнер. Нормално, партнерот што ја чувствува е посреќен, а оној што не ја чувствува го компензира тоа до некаде со задоволството од измама. Се плашам дека не разбирам. Измамниците во играта не седат на иста маса, викам те. Ако некогаш успеам да викам тоа фамозно писмо, вие и јас, ќе поминеме заедно една единствена ноќ, ќе ушиваме. Затоа што ќе знаеме дека е последна. А тогаш ќе се сетиме дека тагата е составен дел од среќата. И ќе се разделиме како пријатели. Не смееме да живееме во илузии, викам те. Вие сте влюбени во таа жена. Не, мадам. Воопшто не сум. Зарем сте заборавиле како е тоа да среќите некоја жена и притоа и самиот да бидете среќен? Тоа беше љубов. Некогаш се сакавме, нели? И може ли пак? Помислите дека виконтот ќе остане овде цела ноќ, мадам. Мадам, кога не сум со вас, времето губи секаква логика. Секој час, секоја минута станува како цела вечност. Мадам. Мислам дека подобро ќе се согласуваме ако не ми се обраќате како ликовите од најновите романи. Мадам. Поведете ме! Емили, стига побрзо. Да? Кој дојде? Некому кому во твоето друштво воопшто нема да му се допадне. Сигурно некој жена. Може да се каже и дама, Емили. Да не она на кој пишуваше писма. Точно тая. И тогаш се покажа како талентирана маса за пишување. Ај, тогаш уживам да знаеш. Знаеш што? Како би сакала да ја питам? Види што нема да може. Размислам подобро, зашто не? Но тоа бара пристојно однесување. Пристојното однесување бара специјална помощ. Ја знам.
Ja poznavam ova žena, Vikonte. Mislim, kako sam da je ima pokažano u operanje. Kurtizan? Така? Така ли е, Виконте? Да, би можело да се рече така. Простите, сега само да ви кажем. Знаете што? Дали? Јас сакам... Слушам. Јас... Ја сакам повеќе да ги слушам вашите изговори и вашите лаги. За жал, мадам. Не можам да го избришам живота што го живеев пред вас. Не можам да ви кажам дека имате едно така добро суштество кое се грижи за оние кои се многу понекратни од неа. Од време на време ми давам по еден мал прилог за таа наменете, тоа е си. Да не треба да ја жалам. Кажете о таков сој се обично. Не се види. Да, може би нешто е препоставува, тоа дека ме познавам долги години. Ја знаев дека тоа е. Што мислите, ако чувствува бакари најмала вина во врска со Емили, ќе ви дозволите да видите овде? Мислите дека не можам да ви сакам повеќе на ваша любов. Вашиот слуга мисли дека се уште не сте се вратили, мадам. Уморна сум од патот. Му кажав дека за случајни посетители се уште не сум овде. О, и вие сте тука, драг младичо, па ви барам веќе неколку дена. Навистина, Виконте. Знаете, вашата љубена се вратила по двомесечен престој насело, што мислите која е нејзина прва помисла? Страствено соединување со нејзиниот љубовник. Виконте, сега не е време за забуни. Не ми на крај таму. Виконте, продолжите, ве молам, продолжите. Жал ми е, но морам да ви кажам дека таа е многу болна. Не знам што е предизвикала нејзината болест, знам дека беше повикнат лекар и изгледаше многу узнемирена. Болна. Дека Сесил сега е сигурен таму. Знаете ли, јас колку многу очајнички сум ве барал. Ужас! Ужас, Виконте! Ке можам ли да си го простам сето тоа, мадам, затоа што не сум бил во тоа време таму? Докторот ми каже дека навистина со Сесила е во ред. Всушност нема да ви пречи повеќе. Дојдов овде, носејќи писмо, чија содржина ќе интересира само маркизата. Треба да останам насамо со Виконтот. Бидете љубезен и причекајте ме горе. Не за долго. Мадам, јас сум загрижен само за Сесил. Нема вечерва што да се стори, ке се распрашаме за неа утре. Во ред, штом вие велите така, тоа... Велам! Виконте, јас ми сакам... Седи! Најдобар е, младичко. Ви благодарам. Писмото! Гледам дека пишува исто како што се облекува. Лошо! Мислам дека треба за нешто друго да разговараме, нешто. Се надевам дека нема да компликувате околу Дансени. Да, ако Дансени и вашата кочија стасали истовремено, тоа значи дека тој бил во кочијата заедно со вас. Да, имате право. Гледам дека сте обрани да молчите за едно толку одвратно учениче. Моите мотиви немаат никаква врска со неговата способност. Можете да најдете поинтересна забава од тој одвратен љубовник. Одвратен или не, спремен е да ми пружи среќа и уживање. Гледам. Малечката навистина е болна. Реновирана, би рекол. Со малку пари за портирот си овозможи многи посети што не одат во прилог на вашиот Дансени. И по една прекрасна помината ноќ за време на паузата. Вратата, која по случајно се оставила отворена, наеднаш се отвори. Сесил се уплаши, скокна од креветот и се поведи. Беше повикан лекар. И си
Сите траги беа избришени. И ти успеа. Замисли, драга моја, не знаеше дека е бремена. Па Виконте, жалам за загубата на твојот син и Жеркоровиот наследник. Мислете дека биде срекна. Изгледаше многу тажна кога ти ја соопшти веста за бременоста. Сушност, мислам дека треба да се обидете пак. Мислам дека е време да сени да се обиде. Не верувам дека е тоа добра идеја. Зошто нема да? Кога би била сигурна дека ќе бидете оној стариот Валмонт. Валмонт што го схитува. Јас би ве поканила овде една вечер следната недела. Навистина? Како што гледате, се уште ве сакам и покрај сите ваши грешки. Трогна сум, мадам. Имав еден пријател кој заглави се една неприкладна жена. Кога никој од нас ке сакаше да му каже на тоа, тој секогаш одговараше едно те исто. Тоа е посилно од мене и знаете што направи тој? Отишол кај својата љубовница и без никаква најава ја рекол дека раскинува. На се што ќе кажела таа, на секој нејзин збор, тој просто одговарал: тоа е посилно од мене. Време е да ве препуштам на вашата обука. Ангело мој. Навистина мислите така? Навистина мислам дека повеќе никогаш нема да ве видам. Мола? Толку ми е досадно. Но тоа е посилно од мене. Но не разбирам што изборувате, Виконте. Поминаа 4 месеци, како што реков, тоа е посилно од мене. Ајде. Вие мислите, вие веќе не ме сакате. Жена. Да, покрај другите ме изневерував. И шо, Емили? Зашто го правите ова, Виконте? Постои една жена, не Емили, една друга жена, жена која обожувам, жена која упорно бара да се отргнам од вас. Едноставно, тоа е посилно од мене. Лажете! Така е, јас сум лажо! Тоа е исто и како вашата верност, животен факт. Ајде, тоа е посилно од мене. Престанете да ми го зборувате тоа, престанете да ми зборувате за тоа, Виконте. Тоа е посилно од мене, Дајте ми. верувајте ми. Дајте Чекайте, ми. зашто не си најдете друг љубовник? Како и да е, заедно и тоа е посилно од мене. Вие сакате да ме убиете. Мадам, и сам себе си не можам да се убедам дека уживам со вас заедно. Но едноставно, така оди нештото, сосема посилно од мене.
вашиот пријател е оставил својата дама, дали тоа повторно? Дадем се нашата повторно. Зашто тоа е те повторно? Мисля, никога не мора да тоа дека тоа. Мора да повторно следи. Се вратите. Да, Не. знаете што, мадам? Друго време се зборува како мојата ситуација се наоѓа под нивото. Знаете што? Мислам дека ова што сега се го направи. Тоа е. Мислите дека е нужно? Јас ви кажам точно. Кога една жена пише до срцето на друга, никогаш не го научува. Раната е секогаш симптомна. И тоа е секогаш така. Предложува во било што дека нема да успеете. Катерина, нема ништо посебно од тоа да ја победи. Со една мала искрашка ви конце. Мојата победа не беше најна. Јас да победи вас! Не, вие не знаете што зборувате, мадам. Вие ја сакате таа жена, Виконте. Да не се срамете заради тоа. Ти можете ли да бидете толку раситон? Суетата и среќата не одат заедно, Виконте. Да. Не што вистина или не. Но време е вие тоа, да се не може да се. О, каде? Повеќе тоа. Што е тоа? Тоа е барам да престанете со тоа, мадам. Една! Од причините! Заради кои што се почувствувам. Беше мојата одлука. Никој повеќе да не ми наредува. Това? Сега молам ви конце. Намалете го тонот кога разговарате. Ја разболет. Заради тебе ја разболет! За да победат ние минатите заедно, зашто тоа беше нашиот договор. Да, само момент. О, жал ми е, мислам дека имам други одврски. Да се ми? Не, нема да дојде. Среди да помине нешто со сила. Питајте да утре и да помните своето вечно пријателство, како и самата што рече потполно ќе према. Да. Сега. И сакам да дојдем. Сакаме ли што? Да појдеме горе ли може би сакаше ве? Овде, а? Мислам дека е доста концерт. Мислам, нема да дозволам никој повеќе да ми искористува. Таа работа повеќе ми оди мене отколку вас. Први се дава. Мислам дека е време да заминете. Се надевам дека ова не е значи опитно. Значи! Војна! Виконте, знам дека ви беше лесно да правите будала од мене додека ви верував. Но верувајте дека овде, на отворено, веќе нема место за измамници, Виконте. Да
држиш понастрана, Изабеле Меркеј. Дозволете ми со големо сомневање да го примам тоа што ќе го кажете за неа, Виконте. Не сум сакал да ви кажам дека јас и вие бевме нејзини медени. Сакам да ве замолам нешто, а сакам да ја најдете некако мадам де Фивело. Ли кажа дека е навистина болна, Виконте? Да. Токму затоа сакам да ја најдете. Знаете што? Сакам да ја кажете дека за неа среќа што е сосрна. Сакам да ја кажете уште дека животот мој без неа немаше никаков смисол. Уште кажете дека да беше единствена среќа во животот. Еј! Тапи, ти се бореше за добро, што не може да се рече за мене. Кога би знаеле, каде е нашата бистра сестра. Тогаш не би ја барале надвор од границите на разумот. Ви благодарам што дојдовте. Гледам. Пак тоа чудовиште. Целата света. На мои години човек би се понадевал да ги види уште еден од семејни трагедии. Мадам, само вам можам да ви кажам. Трудна сум. Валмонт? Да, негово е. Сакав да ве известам дека добив писмо од господинот Дежеркор. Се враќа за неколку дена. Конечно, можам да ја објавам венчавката. Ти благодарам Боже за оваа прекрасна вест и за среќата на нашето девојче. Задоволен ли сте сега? Се одмаздивте. Успеавте да побегнете од мене. Оној Валмонт што го знаев беше прекрасен. Никогаш не сум сретнала подобар. Ве молам, ако го пронајдете, доведете ми го.